задоволни сме од посетеноста и од бројот на собрани книги, барем она што е првичен впечаток. Вкупната бројка се уште не ја знаеме, ќе ја знаеме вечерва кога ќе ја прегледаме. Она што мене ме радува е покрај тоа што имаме различен вид на публика, односно од најмали до највозрастни. Добро е што имаме од она што го видов на минување различни жар на книги кои што ги добивме, така да ќе биде задоволство да ги поделиме книгите и со училишните библиотеки во средните и во основните училишта и со оние за најмалите и со оние највозрастните, затоа што видов и некоја сликовница, така да мислам дека ќе има за читање за секого. Се надевам дека ако барем плюс еден читател добиеме после овој настан, ќе бидеме задоволни. Се разбира, ќе биде многу подруго ако таа бројка е доста поголема. Сметаме дека овој настан пред се ќе ги иницира младите да се вратат на книгите, затоа што нели во ова време на технологии во кои што мобилните ни се носно во раце на овие сите компјутери, книгата е малку запоставена, иако не мислам дека во цело, затоа што знам дека има луѓе кои што доста читаат и се уште сакаат да го почувствуваат мирисот на книгата. Совет на млади е организатор на настанот во соработка со целиот невладин сектор од Кабадарци кој што работи на полето млади, значи Младински центар Креактив, Младински формативен центар Сега, Совет за превентива против малолетничка деликвенција, Здружение на граѓани зона и оние организации кои што ни помогна и сме им благодарни. Советот на млади, односно оваа гарнитура на Советот на млади го завршува својот мандат. Веќе со формирањето на новиот совет се очекува и нова гарнитура на Совет на млади, која што и посакувам да биде многу поуспешно тековната и не само да организира вакви настани кои што се видливата работа во јавноста, туку и да ги застапуваат сите интереси на младите на говорницата во Советот на општина Кавадарци и да ги бранат интересите на младите, независно дали се на полето едукација, образование или што и да е. Читам книги, секое слободно време го користам да прочитам нешто, не читам некоја литература, поише читам некои, да речем, криминалистички романи. Пробав да прочитам една книга, се вика "Седумте навики на успешните луѓе" и ја читав едно 5 месеци и ја подарив затоа што не ја прочитав, ете јавно морам да кажам. А последното нешто што го прочитав беше "Девојката од Бруклин". Го обожавам писателот Гиом Мисо и така би ја препорачала на нашите гледачи. Мислам дека младите се премногу преоптеретени со Facebook и со интернет. Не дека јас не твитам и не сум на ФБ, значи не дека тоа не е така, ама многу голем дел од нашето време трошиме на тие непотребни мрежи. Подобро е да прочиташ нешто чисто ради тебе, значи да со секој еден кога ќе седнеш да можеш да се одговориш, да знаеш нешто повеќе, не само за себе, не само за околината, нешто за храната, нешто за автомобилите, нешто за кулинарството. Значи сето тоа го пишува во книгите. Се што не знаеме пишува таму. Не дека го нема тоа и на Google, нели, како се смееме, праше го чичко Google, нели тој знае се, ама го има и во книгите и е многу подобро да читаме, него ли да седиме на интернет. Тоа беше пред 2-3 години сигурно. Овие 2-3 години сум малце повеќе така преокупиран, има мала черкичка дома и времето ми е исполнето доста доволно. Многу сакам книги, многу читам и често си купувам, а за члената сум во нашата градска библиотека и често земам книги. Последното е "Сопругата на генералот". Се уште ја читам книгата, убав роман, така малку трилер. Обожавам трилери и филмови и книги кога читам трилери дефинитивно и се уште не ми е прочитана, ќе видиме што ќе се случи. Султана искрено не обожава, као и секој мислам дете од денешните млади генерации многу не сака да читат, меѓутоа јас ја учам на тоа дека е добро да си го збогати речникот, да си го збогати своето знаење, затоа што не знаеш кога ќе ти затреба. Пред се ради себе, да си ги проширите видиците, книгите се едно убаво еден убав предмет, како да кажам, кој што ве носи со себе во некој друго време. Ја барем така ја доживувам кога читам и дефинитивно не сум таму кај што сум, него сум баш таму каде што се случува действието на книгата, така да сакам да читаат, меѓутоа ете ајде. Дефинитивно најдобар поклон според мене е книга и цвеќе. И без причина и онака спонтано книга и цвеќе.